Почитувани, Зоран Заев ги навреди сите македонци, а посебно бранителите и нивните семејства. Без ниту грам совест и срам ги погази жртвите од 2001 година кои ги бранеа државните интереси. Ние како бранители секогаш сме биле на браникот на татковината, секогаш сме ги бранеле и ќе ги браниме унитарноста и суверенитетот на Република Македонија. Ова треба да им биде јасно на сите, посебно на луѓето на СДСМ, кои имат план за федерализација и двојазична Македонија. Крајната цел на Зоран Заев и СДСМ е многу јасна. Тие сакаат да се дограбат до власта и да ја редефинираат државата. За денеска, ние да имаме своја држава, да имаме свој јазик, своја химна и конечно, за денеска ние да живееме во независна и слободна Република Македонија. Многу наши херои во минатото го дале својот живот, тоа не смее да биде заборавено од никого. Ние нема да дозволиме и господата од СДСМ насилно да ги уништат и рушат поредокот на ова држава за која ние со крв сме се бореле, сме ја бранеле, сме ја штителе. Ако во 2001 година бевме први на браникот на татковината, сега сме уште посилни, пообединети, порешителни во одбраната на нашата држава и уставниот поредок. Бранителите и македонците никогаш нема да ги заборават сите омаловажувања, навреди и напади од страна на Зоран Заев и СДСМ кон македонските бранители. Нема да биде заборавено дека СДСМ и Зоран Заев во насилните протести удрија и ја каменуваја македонската полиција. Нема да биде заборавено дека СДСМ и Зоран Заев ден откако нашите брајче ги загубија животите во Диво населје, насмеан се сликаше. Нема да биде заборавено дека Заев бараше ослободување на терористите од Диво населје. И на крај нема да биде заборавено дека СДСМ во Прилеп извади албанско знаме и ги омаловажи сите бранители. Бранителите овој пат со пенкало во рака на 11 декември ќе ги штитат интересите на Република Македонија.